спасението. Во уште еден ден на спасението се собравме онака како што се собира сите оние што во овие 2000 години живеа пред нас на земјата и се крстија во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и се именуваа со името Христово. Еве ни нас денес овде да посведочиме дека поверувавме во сведоштвото на оние кои што сведочеа за воскресението Христово, кои што одеа со Него и кои што умреа за Него. И еве не денес не само што сведочиме, туку живееме, го допираме, се причестуваме и се храниме со посведочуваниот и исповедаме дека Тој навистина воскресна, исповедаме дека животот без Него нема смисла, заради Него живееме, во Него постоиме, во Него умираме, оти животот и смртта во Него има смисла, заради тоа што после Неговото воскресение смртта е за нас само премин. Се наоѓаме во овој преубав храм, посветен на светиот великомаченик Димитри, кого што го осветуваме, реизграден, обновен, и му благодарам на вашиот архипастир и владика и во име на браќата архиереи денес тука и во свое лично име, што не покани да бидеме дел од оваа радост и што имаме можност во духот на она што свети апостол Петар го изговорил на Тавор, да речеме и ние денес, добро ни е да бидеме овде. Нашиот боголюбив народ во историјата оставил многу сведоштва и многу белези за тоа колку го љуби Бог. Многу храмови, многу манастири сведочат во историјата и во времето за тоа каков е односот на нашиот народ со Бог. Но уште поголемо сведоштво од храмовите изградени во слава Божја се нивните гробови, нивните свети мошти, нивната маченичка крв. И не е воопшто дрско да кажеме дека таквите храмови се поголеми од овие изградени и иззидани во слава Божја. Впрочем, тоа е и целта на храмовите кои што ги градиме. Не за да на Бог му угодиме, оти Бог не живе во ракотворни храмови, туку за да храмот нас не изградили, подобро кажано, во храмот во кој што се пројавува и се собира црквата Божја, самите се изградиме како боголики личности. Гледате, кажуваме навидум нешто големо и длабоко, а нашиот народ во својата проста вера и надеж не вели одам во храм, одам во храмот на Свети Димитри, туку вели одам во црква или црквата на Свети Димитри. И храмовите браќи и сестри имаат единствено смисла ако во нив се собира црквата Божја. А црквата Божја не го осмислува постоењето на овој храм и на секој храм, туку го осмислува постоењето на овој свет. Му дава смисла на неговото постоење, му дава смисла на нашето постоење. Храмот нема никакво значење и нема никаква смисла ако не се случува во него она што се случува денес. Оваа слика на која што сме сведоци сите ние денес, народот Божи собран околу својот епископ на литургиското собрание. Дај Боже до крајот на вековите да биде оваа слика, овој образ и оваа икона на Царството Божјо, додека постои светот, да биде судбината и на овој свет храм, кого што убаво сте го изградили, сте го украсиле, начело со вашиот архипастир и владика.
Но ништо од тоа нема да има никакво значење и смисла ако самите не постанеме живеалиште на Духот Свет. Ако самите не станеме храмови Божи. Оти Христос затоа и дојде во овој свет. И немојте да мислите, впрочем и не е погрешно да се мисли дека ние во храмот се пројавуваме и се покажуваме како слуги Божи. И има вистина во тоа. Оти ние тука не собира љубовта кон Бог, копнежот за Бог. Но во храмот, драги браќи и сестри, на светата литургија која што се служи во храмовите православни, пред се тој се пројавува како наш слуга, а не ние како негови слуги. Ние веруваме и исповедаме Бог кој што заради нас и нашето спасение постана слуга. И самиот рече, дојдов да служам, а не да ми служат. И на ова литургиско собрание тој нам ни служи, не му служиме ние нему. И на архиерејската литургија тоа можете многу појасно да го видите, отколку кога служи само свештеник. Впрочем, литургијата кога служи архиереј започнува во оној миг кога архиерејот се упатува во олтарот Божи и кога и вас ве повикува да пристапите и да му се поклоните на Христа. И во тој миг, тој на самата света литургија застанува на место и во обличје Божјо и веднаш излегува со кадилница и како слуга, бидејќи стои на местото и во обличје Христово, ве кади вас како царски народ, служејќи ви. И го иконизира Христос до најторжествениот миг кога се причастуваме. Самиот оној Христос кој што самиот се дава и му се раздава на народот Божи. Ние покрај тоа што доаѓаме Него да го примиме и со Него да се причестиме, мора себе си да се дадеме. Инаку ништо од овие напори и од сето ова убаво што сте го направиле, ќе нема смисла. Оти видете, овој храм го осветуваат коските на токму еден таков христијанин, маченик и светител, кој што самиот станал храм Божи. Оние што дојдоа порано, може да ја видат литијата која што се правеше околу храмот со светите мошти. И гледате, светите коски на човек, на покајан грешник и осветен со благодата на Светиот Дух, го осветуваат ова здание, го осветуваат каменот, го осветуваат малтерот, бетонот, боите и сето ова што е во овој храм. Храмовите се икона на тоа каква треба да биде нашата душа. Тие се икона на Царството Небесно, ги гледаме над зидовите Мајката Божја, Христос и сите свети собрани. Така и оној кој што станува живеалиште на Светиот Дух, во него се вселува се целата Света Троица и станува пројава на животот вечен во овој свет. Станува вистински и автентичен сведок Христов во овој свет. И гледајќи таков човек во црквата, ние знаеме дека Бог на вистина воскресна. Затоа е многу важно да се подвизуваме и да живееме правилно. Затоа е многу важно да доаѓате во храмот и да се градите себе си како храмови Божи. Да го слушате и да го следите пастирот свој кој што ви го покажува патот кон Царството Божие, да се врзувате за Словото Негово, кој што не е ништо друго, туку овоплотеното Слово Божјо, кое што преку пастирите и епископите на црквата му се дава на овој народ и посејано во душите на народот Божи дава плод, кај некого 60, кај некого 100, но и најмалиот плод е плод на живот вечен и плод на бесмртност. Гледате како во црквата се има личностна димензија. Не можеме да се врзуваме за формата. Оти формата постои во црквата и ние ја негуваме и ја чуваме,
како предание, но има функција и смисла ако не води само кон суштината на нашето постоење. А тоа е Богочовекот Христос, кој што се осмислува. И ви посакувам и се молам во овој храм да доаѓате и да ги надминувате сите поделби кои што се сеат во овој свет. Идеолошки, партиски, обштествено-класни и секакви други поделби кои што се е непријателот Божи во овој свет. Единствено тука во храмот Божи, во црквата Божи имаме можност ближниот свој, братот свој, да го доживееме како органски дел од себе си. Во ликот на братот свој да видиме возлюбена личност, да го видиме ликот Христовот и секој човек е создаден по образ и подобие Божјо. Во духот на зборовите на еден современ светител кој што вели братот мој е мојот живот. Или светите оци на црквата кои што велат си го видели братот свој, си го видел Христа. Живееме во време во кое што човек на човека волк му стана. И овој свет не може да му пружи, овој свет кој што го отврла Христос и кој што станува се по антихристијански, не може по инаква перспектива да ни даде. Братот свој, како возлюбена личност, во Христа можеме да го доживееме единствено во црквата и не само братот свој, ближниот свој, туку и непријателите своји, за кои што се молиме. Оти пред да замине нашиот Бог како човек од овој свет, последната поука што ни ја упати од крстот беше љубовта кон непријателите. Издивнувајќи велеше: Оче, прости им, не знаат што прават. Ке завршам со тоа да запаметиме дека ние тука на ова место не сме слуги Божи, барем не така како што Он се покажува и се пројавува како наш слуга. Кога ќе му речеме дојди, тој доаѓа. Кога ќе му речеме со својот разбойнички и грешен живот оди си, тој си оди и не казнува, туку смирено и нежно го чека нашето покаяние. И кога ќе се покаеме и кога ќе речеме прости ми Господи, тој заборава на нашите греови, доаѓа и не прегрнува. Може би во моите зборови се гледа некаков антагонизам и спротивставеност помеѓу црквата и овој свет. Но, драги мои браќи и сестри, овој свет е тој кој што ја отфрлува и ја гони црквата од незиното пројавување и основање. Црквата не се гнаси од овој свет. Не бега од овој свет, туку од злото и од гревот во него. Црквата како магнет ја привлекува благодата Божја и благословот Божји во овој свет. Црквата во сите своји молитви не вели Господи вознеси, не подигни, не спаси не од овој свет. Туку гледате што велиме: Цару небесен, утешителу, Духу на вистината, дојди. Дојди од вечноста и влези во историјата и во времето. Дојди тука и освети го овој свет. Во еден од најсветите мигови на литургијата архиереот вели: Испрати го Твојот Свет Дух да дојде овде меѓу нас и да го направи овој лепчесно тело на Твојот Христос. И црквата, иако не е од овој свет и никогаш нема да биде дел од овој свет, таа е во овој свет и го преобразува овој свет и единствената негова можност и шанса за спасение и за преображение. Затоа е важно да останете во црквата. Затоа црквите наши, налик на оваа преубава ваша црква, се градат во вид на кораби, кои што ја иконизираат црквата во разбеснетото море на овој свет. За вам да ви испратат порака и да ви кажат дека единствената можност за спасение е внатре во црквата. Бог да ве благослови
и секогаш вака да ви биде тесно во овој храм. А јас се надевам дека со браќата архиереи дека ќе бидеме често повикувани да служиме овде, да се радуваме, да се веселиме и да гледаме вистинска икона. Вчера осветивме една црква во Свети Николе во Брегалничката епархија и денес тука и сите се радуваме заеднички, како што реков на почетокот, како нашите предци да оставаме белези во историјата за тоа колку го љубиме Бог. Ама ако во нашите срца не направиме место за Христос, ништо од ова нема смисла. Затоа слушајте што зборуваат вашиот свет владика најпрво, неговите сотрудници, помошници, свештениците, оти нивните зборови живот значат и во живот вечен ќе ве однесат. Ти благодарам, владико, за поканата во име на браќата архиереи и пред се му благодарам на триипостасниот Бог што не собра овде во црквата своја на земјата, а чишто крај, односно нов почеток ќе биде во Царството Небесно.